Нашата утринска тема денеска ја посветуваме за изборуваме за тоа како до здраво и безбедно старење, но и за одбележување на 1 октомври меѓународниот ден за старите лица. На 14 декември 1990 година Генералното собрание на Обединетите нации го одреди 1 октомври како меѓународен ден на постарите лица. Составот на светската популација драматично се измени во последните децении. Помеѓу 1950 и 2010 година живот век широм светот с големи од 46 на 68 години. На глобално ниво во 2019 година имало 703 милиони лица на возраст од 65 и повеќе години. Регионот на Источна и Југоисточна Азија бил дом на најголем број на лица 261 милион, а потоа следат Европа и Северна Америка со над 200 милиони. Тоа се кратки информации како една најава за она кое што е наша тема или една од темите за кои што ќе зборуваме, а ќе се задржиме на повеќе важни точки во утринската тема за денеска. Мои гости со кои што ќе зборувам на оваа тема се доктор Билјана Петровска-Зовик, која што е од болницата Јавна здравствена установа, специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември, како и доктор Дејан Петров, односно не е доктор, но дипломиран социјален работник и специјалист по социјална работа од Домот за стари лица Мајка Тереза. Но звучи добро, така? Да. Добро утро и добро дојдовте во утринската програма на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Прво ќе ви се благодарам што навистина ја прифативте поканата да може да оствариме и реализираме една ваква тема. Тема која што е посветена за старите лица во согласно со меѓународниот ден кој што се одбележува, но и да позборуваме за вашата работа, за она кој што вие секојдневно го правите, а е за доброто на сите оние, да речеме, стари, повозрасни лица или луѓе кои што особено во тој период од животот имаат навистина една потреба и од внимание и од поддршка и од грижа која што во случајот е нели и неопходна. За почеток или воведно јас би сакала само да започнеме со темата за одбележувањето на меѓународниот ден на старите лица, бидејќи 1 октомври е денот, но во текот на оваа недела, поточно на 7 октомври ќе се одбележи, бидејќи направивте еден љубов спој. За каков спој станува збор, ќе ни кажете во продолжение. Повелете. Да. 1 октомври е ден кој што Обединетите нации го прогласуваат за Ден на старите лица. Оваа година се празнува еве како што кажавте по 32 пат веќе. Секоја година Обединетите нации одредуваат одредена тема, односно парола за која што се работи во текот на таа година во контекст на проблемот на старите лица и нивното живење. Ние се трудиме како установа, бидејќи основната дејност ни е таа, да бидеме секогаш во тек со овие настани и организираме обележување во нашата установа. Бидејќи календарски се многу блиску денот на старите лица 1 октомври и денот за палијативна грижа 8 октомври, ние секогаш ги спојуваме и го правиме тоа како еден единствен настан. Оваа година, односно оваа недела, тоа ќе се случи во петок на 7 октомври од 12 часот во нашата установа. Имаме нели одредена пригодна програма, мала уметничка програма, ќе се осврнеме на проблемот и темата која што е овогодишна тема за обележување на денот на старите лица. И еве ја користам веднаш и приликата да ве поканам како телевизија да дојдете на нашиот настан и секако и гледачите кои што не гледаат. Се разбира дека и ние како медиум тоа ќе го проследиме, но и го исполнуваме тоа во однос на реализација на разговорот кој што го имаме токму сега или во моментов, ако што истиот оние кои што можеби и нема во овој момент да може да не следат, ќе може да го најдете на нашиот YouTube канал. Кога зборуваме за работата, организацијата, функционирањето и на болницата, односно на Јавната здравствена установа, специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември, што тоа всушност значи, бидејќи кога се работи за една ваква здравствена установа, навистина сето тоа треба да биде како што треба и секогаш треба да биде одлично организирано и нели во однос на тоа што е вашиот професионален ангажман да биде исполнето. Како тоа изгледа?
Нашата установа е установа со долгодецениска работа и искуство во областа на геронтологијата и гериатриската медицина. Значи, повеќе од 5 децении се работи геронтологија, а со отварање на хосписите Сјурајдер, повеќе од 2 децении се работи дејноста палијативна медицина. Што тоа всушност значи? Значи, нашата основна дејност е згрижување и лекување на старите лица над 65 години, така наречените гериатриски пациенти. Еден гериатриски пациент е всушност комплексен пациент. Тоа е пациент кој што е оптеретен со повеќе заболувања, значи со еден мултиморбидитет, оптеретен со одредени психосоцијални проблеми кои што го пратат, значи тој период на старење. Така што нашата установа ги задоволува и двата аспекти во згрижувањето на старите пациенти. Од страна на медицинскиот аспект, значи се практикува гериатриска медицина. Гериатриската медицина представува посебна гранка од медицината, меѓутоа различно е третирана во различни земји. Во повеќето западноевропски земји таа е посебна специјалност, односно субспецијалност, додека во помал дел, како и кај нас, не постои се уште специјалност, односно субспецијалност за гериатриска медицина. Туку таа се практикува мултидисциплинарно, токму онака како што се практикува во нашата установа. Значи, секој еден наш пациент се лекува, третира од мултидисциплинарен тим. Значи, тоа е нашиот, како да кажам, комплетен, широк човечки потенцијал што го имаме во болницата. Значи, тоа се доктори, најголем дел се специјалисти по интерна медицина, невролог, психијатар, специјалист физијатар, дерматолог, имаме искусни физиотерапевти, имаме медицински сестри кои што се специјализирани за работа со оваа категорија на пациенти кои што поседуваат посебни вештини во своето работење, и имаме исто така обучени и искусни негователи и негователки, и сите овие профили се неопходни за еден интегрален, интегриран, холистички пристап во лекувањето на нашите пациенти. Покрај тоа, секојдневно, но буквално секојдневно, во грижата и следењето на нашите пациенти учествуваат и социјалните работници, така што ја задоволуваме и таа страна на задоволување на социјалните потреби на нашите пациенти. Тука, еве, колегата Дејан ќе каже повеќе за тој дел на нашата работа. Кога зборуваме за грижата на социјалните работници, бидејќи тоа е една работа или една професија која што навистина бара целосно вложување, особено бидејќи се работи за стари и изнамоштени лица. Всушност, вие сте и од објектот за старите измоштени лица Мајка Тереза. Па во моето 2,5 децениско работење го почувствував тоа и навистина сум среќен што сум дел од мултидисциплинарниот тим на нашата специјализирана болница. Грижата од социјален аспект е многу важна за старото лице и особено, значи, тоа сакам да го споменам, топлата насмевка, нежниот допир, сето тоа допринесува за една сигурност, резултира со една сигурност и внатрешен мир што го чувствуваат нашите корисници, освен секако нашиот лекарски тим кој е заложен за нивното здравје. Ние се бориме секојдневно, ние сме линкот помеѓу семејството и нашиот корисник и сакаме да ја задржиме примарната средина, да биде присутна секогаш, затоа што тоа лице го заслужува тоа во текот на својот живот. Кога зборуваме за информираноста пак од страна на старите лица за тоа што се може да биде форма за заштита која што е наменета за нив, ето од вашето искуство или да речеме и од комуникацијата со нив, колку се тие информирани, колку знаат за овие форми за заштита, или какво е нивното гледиште во однос на нели и услугата која што добиваат и во болницата, но и во објектот Мајка Тереза? Да, ова е многу добро прашање. Значи, ние сме само еден дел, нашата установа е еден дел од целокупниот систем, односно
тој синџир на услуги кои што треба да ги добиваат старите лица. Информираноста како прво оди во секојдневниот наш контакт со нашите пациенти, значи ние како доктори, освен тоа што нели го спроведуваме лекувањето и диагностиката и лекувањето кај пациентот, секојдневно во секојдневниот личен контакт правиме и еден вид здравствено воспитување, односно информирање во однос на сите форми на заштита и помош што можат да ги добијат во нашата установа, а и пошироко во нашиот здравствен систем. Информираноста понатака исто така оди преку одредени форми на контакти и како да кажам, форуми, собири со општинските чинители што се во заедницата, со заедниците на старите лица, можеби на пензионери или други видови заедници. Информирањето одиеве и преку ваков вид нели на медиумско информирање, како што еве ова емисија во која што сме денес, како и можеби и други дополнителни организирани форми на информирање, кои што се надвор од доменот на здравствена заштита, повеќе во доменот на... Во однос на информираноста можем да кажам и со должна почит кон Црвениот крст, да речеме на град Скопје, на ниво на град Скопје се имаат повеќе форми на заштита и веќе почнуваат да бледеат овие стереотипи околу тоа, околу сместувањето во ваков тип на установи, но и сите други форми на заштита се во интерес на старите лица. Меѓутоа, проблемот е што ова треба да се прошири баш поради тоа што ова наше население почнува да старее и треба особено да се стави акцент и на руралните подрачја, затоа што тие се во една поподредена позиција во однос на урбаниот дел на, мислам, на нашата држава. Така. Јас на почетокот споделив неколку информации или нешто што е, да речеме, статистика во однос на истражувања и уште нешто ќе надополнам тука, па вие може да го прокоментирате на кратко, имам уште неколку минути до крајот. Во текот на следните децении бројот на постари лица ширум светот се проектира дека ќе биде повеќе од двојно, достигнувајќи повеќе од 1,5 милиарди лица до 2050 година. Сите региони во светот ќе забележат зголемување на постарата популација помеѓу 2019 и 2050 година. Во 2020 година бројот на луѓе на возраст од 60 години и постари ги надмина децата помлади од 5 години. Ете, вие бидејќи се директно инволвирани во сето ова и тоа е дел од вашата работа, впрочем, како би го искоментирале ваквот професионален аспект? Од наша гледна точка како институција која што прави и здравствено и социјално згрижување на стари лица, може да се каже само дека оваја ќе расте потребата драстично за установи од како што е нашата, од оваков тип или слични. Зашто ние сме, знаете, како една алка во тој целокупен синџир и систем на згрижување на старите лица. Сепак, основните одлуки, одговорности стојат кај луѓето кои што ги носат политиките во една држава, кои што ќе мора да се добро подготват за овие надоаѓачки трендови, а потребите ќе дојдат како и да е, и тоа многу поскоро отколку што очекуваме. Така што тие во своите стратегии, во своите планирања на буџетите, во своите долгогодишни стратегии мора да одвојат еден голем, добар дел за задоволување на овие потреби. Ние како стручна фела сме тука да учествуваме во тие планирања со нашите нели знаења и совети. Во однос на делот на згрижување е потребно нели мапирање, проценка на потребите потребни се детектирање и мапирање на потребите на населението, апсолутно, и востанување на нови форми на заштита во помали единици, во помали а не само во големи институционални простори. Сакам да се навратам и за однос на домот за стари лица. Имено нашата комплексна специализирана болница за геријатриска и палијативна медицина е составена од 4 организациони единици. Тоа е одделот геријатрија, каде што е доктор Зович, тоа е одделот Сјурајдер Скопје, одделот Сјурајдер Битола и домот за стари лица Мајка Тереза, бидејќи
сакам да напоменам, Домот за стари лица е почетник на целиот овој еволутивен тек за формирање на нашата специјализирана болница. Домот се наоѓа во Злокуќани на 14.000 метри во една питома и многу убава средина, каде што имаме 3 заеднички оделенија и каде што имаме 4 реда на бараки со по 2 корисници во гарсонјерите и располагаме во моментот со 75 капацитет од 75 корисници. Да, јас искрено имав и уште неколку прашања кои што можеби добро би дошле во овој разговор, но за жал времето ни истече, но верувам дека она што беше главно и неопходно да го споменеме, го кажавме во нашиот денешен разговор и искрено бидејќи сте вие еден дел од тоа што значи здраво и безбедно старење, мислам дека ја пренесовме и пораката кај повозрасните или кај постарите лица, за кои што денеска зборувавме, односно и во контекст на одбележување на меѓународниот ден на старите лица. Само ако ми дозволите со една кратка реченица, еве за гледачите, декадата во која живееме, 2021-2030, од Светска здравствена организација е прогласена за декада на здравото живење, на здравото старење и се фокусира на 4 основни точки. Формирање на животна средина која што ќе биде приемчива за старите лица, интегрирана здравствена заштита за старите лица и исто така борење против стереотипите и предрасудите кон старата возраст. Постои еден убав термин англиски кој што се означува како ageism, што би било како да речеме нели како расизам, да кажеме, значи треба да се бориме, да се промени свеста во општеството, да се бориме против оваа предрасуда, да бидат интегрирани што повеќе старите лица во секојдневното живење. Нека биде ова порака за крај. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме во следна прилика се разбираме. Ви благодариме за поканата.